СДСМ излегува на плоштадите ширум Македонија. Секоја недела во различен град ќе организираат протестен собир на кој народот ќе го искаже својот револт од 6-годишното погубно владење на Груевски и на ВМРО-ДПМНЕ. Вистинската битка за подобра и поуспешна Македонија допрва почнува, соопшти на пресконференција лидерот на СДСМ Бранко Црвенковски. Македонија, рече Црвенковски, се соочува со катастрофална состојба во сите сфери. Невработеноста и сиромаштијата се на рекордно високо ниво со тенденција на понатамошно зголемување. Стандардот на граѓаните од ден во ден се повеќе оди надолу. Стопанството се гуши во неликвидност, индустриското производство опаѓа, бројот на фирми со блокирани сметки станува се поголем. Вкупната задолженост на земјата радикално се зголемува, а истовремено непродуктивните трошења на владата не запираат. Криминалот и корупцијата се во пораст. Често пати, како што можевме се увериме и по собствено признание на власта, под покровителство и директна заштита на полицијата, Управата за јавни приходи, Царината и други државни институции. Меѓуетничките и меѓурелигиските односи во земјата се нарушени, а меѓуседната недоверба зголемена. Евроатлантските интеграции се целосно блокирани без било какви шанси за исчекор и пробив во блиска иднина. На 3 јуни почнуваат во Струмица, а на 2 септември со сенароден митинг во Скопје. Предвремените избори, рече Црвенковски, се отворена опција, а одговорот ќе го дадат граѓаните. Доколку ја добијат поддршката од нив, патот за предвремени избори е трасиран. Против погрешните политики на Груевски, кои ја доведоа Македонија на дното, ќе се борат во широк опозицијски фронт. Нашата идеја за формирање на широк опозиционен фронт во кој што ќе влезат сите опозициони партии без разлика на нивната идеолошка припадност, без разлика на нивната етничка припадност, останува. Во изминатиот период се случуваше еден сосема природен процес, прво да се групираат и да остварат меѓусебна соработка партиите од своите природни кампуси, да речеме десничарските партии или партиите од центарот, да го направат тоа, партиите кои што ги представуваат етничките албанци да го направат тоа во својот кампус. Таа фаза привршува, како што гледаме според некои настани, и сега веќе се отвараат можности за разговори со нас. Во наредниот период ќе видите сведоци на такви контакти и такви средби. Опозицијските собири, рече, немаат никаква допирна точка со последните протести. Мотивите на опозицијата се јасни: да се стави крај на криминалното владење на оваа власт.